Ќе ја поздравам мојата драга колешка Сузе, која што има своја гостинка, една прекрасна дама, педијатар, доктор Наташа Чучкова-Никчевска. Добре ни дојдовте и добро утро. За која тема ќе разговарате, оставам на вас и повелете. Добро утро и до тебе. Предпоставувам дека веќе погодуваш, Слободанка, дека нашата гостинка е педијатар и дека ќе говориме за најмалата. Ти предпостави уште пред да погледнеш во сценариото, затоа што и по енергија, и по изглед делува на некој на кој децата му се пред се и на се. Се чувствува убава енергија. Добро утро за педијатар доктор Наташа Чучкова-Никчевска, вака и официјално од Аџибадем Систина. Денеска и енергијата ни е друга во студиото кога говориме за најмалите и за сите состојби со кои што новите родители се соочуваат, а една од таквите е едно дигестивно нарушување кое може да биде и хронично, наречено гастроезофагеална рефлуксна болест кај деца. Го погоди медицинскиот термин. Да, так. Добро утро, ви благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Так. Верувам дека ќе уживаат, особено доколку се во можност да не гледаат ова утро и родителите кои што добивајќи нов член во семејството понекогаш знаат да бидат и со право загрижени, бидејќи едно обично глюцнување или повраќање кај дете, ако го занемариме, може да преиде во нешто хронично. Ајде за почеток вака, што значи ова рефлуксна гастроезофагеална болест кај деца? Овој вака покомплексен назив значи едно заболување, болест. Прво да објасниме, гастроезофагеалниот рефлукс значи враќање на содржината од желудникот кон хранопроводот, која што може да биде течност, храна, болус, мешана компонента и така натаму. Кога тој болус прави проблем и прави последици на здравието од типот на езофагит, односно воспалување на слузницата на хранопроводот или понатамошни компликации како аспирација на течноста во белите дробови, хронични состојби, тогаш го налекуваме гастроезофагеална рефлуксна болест. Так. Рефлуксот е многу чест и се јавува кај сите, кај здрави дечиња и кај возрастни. Кај дечињата е чест, дури 40% од новороденчињата го имаат, до некој период од 4 до 6 месеци го надминуваат. Оправдано е, значи, во тој период да се јавува и очекувано. Во тој период, меѓутоа, не е патолошки. Тоа е дел од физиологијата на растењето, на созревањето, на процесот на хранење и така натаму. Исто и ние возрастните и адолесцентите и помалите дечиња го имаат, но тие знаат и подобро да го опишат и знаеме кога е проблем. Проблем е целната група на малечки дечиња некаде до 4-5 години, бидејќи симптомите кај нив не се исти како кај возрастните, а и самите тие не знаат да вокализираат, да кажат што точно е проблемот маката што се случува. Кои се причините за појава на вакво нарушување? Постојат повеќе причини. Првенствено од физиолошки аспект може да биде малку послаба диафрагмата. Постои еден мускул што се нарекува долен езофагеален сфинктер, чиј што тонус може да биде послаб. Тој во принцип треба да се отвори кога ќе почнеме актот на голтање на хранење, за да може храната од хранопроводот да помине во желудникот. Во некои состојби патолошки, например, кај Дауновиот синдром, кај дечиња со неуромускулна слабост, поизразена е слабоста на мускулатурата или кај некои други приодни состојби, влијание на храната, влијание на други медикаменти. И со самото тоа доаѓа поманифестно рефлуктирање, односно поминување на содржината од желудникот кон хранопроводот и можноста за компликации. Така, дали за вакви компликации или можеби почесто се јавуваат кај дечињата кои што имаат малку поголема телесна тежина, децата кои што се обезни? Точно, да. Кај повозрастната група и кај дечињата што се обезни заради јадење на помрсна храна, јадење на храна која е богата со калорична, со конзерванси, со домати, со брза пржена храна и самата обезност прави една слабост на мускулатурата на диафрагмата и на долниот езофагеален сфинктер, притисокот интраабдоминален кај децата и кај возрастните, кај покрупните околу стоматот влијае за наголемување на рефлукс. Так.
Сега не интересира, знаеме дека очекувани се некои состојби и се надминуваат со текот на растењето, но што доколку не се надминуваат и што се може да предизвика оваа рефлуксна болест ако не се канализира, ако не се стопира и ако не се третира соодветно? Така, значи симптомите вообичаено почнуваат како регургитација љуцкања, потоа може да бидат и упорни повраќања, кај дечињата малата популација, тој механизам се надоврзува со недоволен вес на калории, бидејќи нели се што ќе внесе или повеќето од тоа што ќе го внесе како храна го повраќа, па имаме недостаток во напредување на телесна тежина, односно на задување или нели новороденчето треба да порасне 3 пати до година дена и во тој период ако млекото како една од основната храна до 6 месеци на секое внесување го губи, он практично нема доволен внес на калории. Со тоа имаме појава на анемија, чести се кај патолошките болести, рефлуктуирање према дишните патишта и аспирација на содржината од проводот во белите дробови, па појава на астма-лајк напади, на кашлица, на бронхити, бронхопневмонија, аспирациони, што генерално не одговараат на класичната конвенционална терапија за респираторни болести. Потоа може истиот тој рефлуксат да оди према горните дишни патишта, према увото, да прави хронични отити, синузити, детето немирно спие, нема недоволно сон, слабокрвно е поради недостатокот на храна. Може да се оштети слузницата на хранопроводот, како езофагит да има, дури во повртените маси да има крв, плачливост навечер и некои други симптоми. Така. Добрата вест денеска што сакаме да им ја кажеме на гледачите, особено на родителите кои што следат секакви промени кај нивните малечки, е дека Систина набави апарат за 24 часовна пехаметрија со импенденца, со чија помош и ќе се третираат ваквите состојби. Кажете ни нешто повеќе. Тоа е апарат кој што е пософистициран и во пракса е златен стандард за диагностика на рефлукс кај дечиња. Зошто? Затоа што рефлуксот кај деца во однос на рефлуксот е возрастни е различен. Дури 70 до 80% од рефлуксните епизоди не се кисели, значи не печат, доку се составени од храна, од болус, на храна, на воздух, на цврсти компоненти. Токму затоа овој апарат кој што има импенданса во него, старите има само пехаметрија, односно само мерење на киселите епизоди, овдека има импенданса, тоа е физичко својство каде што се мери електричниот отпор и ни дозволува да поврземе дали голтката, болусот се движи од горе према долу, дали се движи од долу према нагоре, дали е составен од храна, од течност, од цврста материја, од воздух и самиот апарат дава со обработка на подетоците дали на вистина тие симптоми се поврзани со рефлуксот што ги опишуваат родителите или не се. Значи значи многу е битно и секогаш барем да не наштетиме, да не и хипердиагностицираме состојби како рефлукс, затоа што не можеме да ги точно опишеме или да ги кажеме, а од друга страна па да не пропуштиме состојби што може да дадат реперкусии на здравието и да ги третираме соодветно. Ова дава всушност една персонализирана обработка на подотоците и персонализирана правење на план како да се справиме со тој рефлукс понатаму. Само со тој рефлукс, така. Прекрасно навистина и секоја чест за тоа што сите новитети ги носите први пред сите. Морам да ја прашам тука и да ја вклучам некаде мојата колешка Слободанка, која е мајка на едно дете, на еден супер херој Марко. Имаше ли ти некакви стравови како мајка, бидејќи сите како мајки ги полагаме најтешките испити во животот, нели? Да, токму така, навистина имав големи стресови, да кажам, меѓутоа за мене беше и голема траума со грчевите. Како мало бебче и никако не можевме да се справиме и со ништо не можевме да се справиме токму со тоа што ни се случуваше, па еве и за сите мајки кои го доживуваат можеби во моментов она што јас сум го доживувала тогаш, што за мене било нешто што
мислам дека кој знае што се случува, меѓутоа најверојатно тоа е некој нормален процес или зависно кој бебе и на каков начин си ги доживува. Кај некој можеби не се толку многу видливи или поболни грчевите, меѓутоа кај моето бебе, сега супер херој како што вели Сузе Марко, беше навистина многу трауматично, вака да кажам, и подолг период не држеше. Така. Грчевите, оние физиолошките инфантилни колики се нормален процес. Меѓутоа, бидејќи немаме комуникација доволна со зборови, со бебенцето, не секогаш се во рамките на физиологија. Наша должност како лекари или како гастролози да одредиме што е тоа што е физиолошко, тоа што е патолошко, односно состојба што прави проблем. И во тие рамки да пробаме и да успееме да помогнеме, посебно на мајките, на родителите. Дел од тие од грчеви можат и на рефлукс да се должат, да речеме и дел од рефлуксот се решава со посебни формули, доколку мајката не го дои детето, што се поблагопријатни за гастроинтестиналниот тракт, формули на база на хидролизат на протеини на млеко со компонента што згуснува, па оневозможува враќање на содржината од хранопроводот. Така да постојат многу диагнози и пропратни состојби што може да се сврстат тука, а наше е да исклучиме се што е патологија, односно физиологија, за да можеме да се концентрираме на вистинскиот проблем. Така. Благодарам. Затоа велат дека еден од најтешките факултети за женското дете е мајчинскиот Мајчинството, така е, Сузе, да. И покрај овие исто други, нели, што ги напоменав, проблеми со грчевите и слично, сме имали исто како бебе проблеми со неспиењето. Сега дали тоа се поврзува и со грчевите, се надевам дека има врска некоја, меѓутоа секогаш ги советувам исто мајките да не се возбудуваат како што јас сум се возбудувала толку многу и сум била под голем стрес, затоа што сум нормално како секоја мајка размислувала дека нешто кој знае што се случува со моето дете и константно секогаш сум заминувала и на лекар по прегледи, но ќе ми го кажале истото, да не се толку многу плашам, дека се ќе биде во ред, па еве еден совет до мајките, истото да им го кажеме, да не се толку многу така, секоја мајка си го познава своето дете, наше е да ги едуцираме, колку може да ги смириме, да им кажеме како да постапат, а детенството и мајката се во една симбиоза, ако мајката е нервозна, често во тој постпородилен период се многу чувствителни. Уплашена мајка. И премногу, сите ни е јасно, премногу изражена грижена совест дека нешто ќе пропуштат или нешто не направиле, дека тоа е нешто, ако детето плаче, е нивна кривица. Е убаво објаснивте. Нема потреба за тоа, значи наше е да се грижиме колку што треба, а за се друго ќе поразговараме. Токму така, јас мислев дека вината е во мене, да. Ви благодарам. Ти благодариме и тебе што ни го надополни разговорот. Ајде малку да проговориме околу можни и евентуални компликации кои што би се случиле со оваа рефлуксна болест. Компликациите да биле во помалата возраст и напредување во тежина, што понатаму дава реперкусии во целиот тек на животот. Аспирации чести, дури 80% од рефлуксот е поврзан со респираторна симптоматологија. Дете кое што има рефлуксна болест често аспирира, па има пневмонија. Тие се тешки состојби што побаруваат болничко лекување. Со температури, со пореметување на дишењето, тешкоти, потреба за антибиотска терапија, хронична терапија, хронично следење на состојбата, хронични отити, анемија, нели секоја анемија влијае и на квалитетот на животот, на имунитетот на детето, на понатаму на развојот, на интелектуалниот капацитет, промени на езофагусот од на содржината што оди често рефлуктуира, па настанување на улцерации, дури и структури во понатомашниот живот кој што може да преминат во малигнитет. Така. И доаѓа сезона на вируси, веќе сме влезени во есента каде видовме дека се повеќе има присутни состојби на настинки, ова и променливо време од рани утрински часови до текот на денот кога температурите одат и до 30 степен, на вистина е и би рекла идеално за такви ситуации, како мајките да ги облекуваат децата, бидејќи некогаш и од претерано облекување знаеме лошо да му направиме на детето, и во каква облека
е најдобро? Ве како педијатар, во какви алишта некогаш мајките ги ставаат дури во вреќа за спиење, што децата сакаат да се отскриваат, не трпат ништо на себе? Дали препорачувате носење на чорапчиња на малото дете, бидејќи сум чула некаде и сум читала истражување дека многу е здраво детето да спие босо? Тоест, во однос на чорапчињата, зависност од менталитетот од средината каде што се живее, скандинавците живеат сосема солидно боси и одат. Цела година. Во принцип треба да се облекува органска облека од памук. Колку што е родителот облечен, може уште едно екстра облека тенка да се стави. Во ноќните периоди се покрива лесно, исто како и останатите членови. Нормално бабенцето до 6 месеци си бара по соодветна температура на просторијата, меѓутоа не треба па нити да се преоблекуваат. Напротив, треба нормално да се облечени, да одат на свеж воздух, да се прошетаат на сончева светлина и да имаат еден здрав живот. Така. Јас мислам дека и оваа зима многу мајки ќе имаат прилика да научат многу повеќе, особено доколку ги следат на вашиот сајт сите препораки, сите стории кои што таму редовно се апдейтираат, и да не заборават дека во случај на паника или во случај на некоја ситуација која ги загрижува можат да ви се обратат, а вие сте докажани со овој ваш персонализиран пристап за секој пациент, од најмалата до највозрастната категорија на пациенти кои што се во систина повеќе од 20 години, веќе сте докажале дека вистински имате еден многу професионален и висок пристап за секоја една здравствена ситуација. Апаратот го споменавме, кажете ми, веќе е во функција или веќе го ставате сега во функција и од кога? Апаратот може да биде во функција, сега почнуваме да работиме со него. Во принцип тој ќе се изведува болнички, бидејќи се поставува една сондичка тенка во носната празнина, што оди до горниот дел на желудникот, потоа таа се залепува и се објаснува на родителите како да се води еден дневник на симптоми, кога јаде треба да се обележи, кога легнува треба да се обележи, кога е станато, исто кога спие, кога симптомите се најизразени, за да ние потоа ги споредиме дали навистина тие симптоми се поврзани со рефлукс или не. Доброто во Систина е, бидејќи ние сме еден комплетен тим на педијатри, така да ако не се работи за рефлуксна болест, ќе видиме од што се предизвикани проблеми дека е детенцето. Тука е мултидисциплинарниот пристап многу битен. Никој не е сам во диагностиката и не е само една диагноза во обзир, нели? Апсолутно. Навистина ги поздравувам сите тие ваши обиди да ја најдете што поскоро причината за некое нарушување и успевате во тоа. Дефинитивно многу ви благодарам што ова утро бевте наша гостинка. Верувам дека им појаснивме многу нешта на младите родители, на сите оние кои што чуваат деца, а за деца е секогаш прекрасно да се спорува. А прекрасно е дечињата кога ќе бидат во присуство токму на ваков педијатар кој навистина ширите една преубава енергија и сигурна сум дека дечињата со вас се смируваат уште од првата минута. Па да, ми вела дека така имам смирена енергија, ја не се доживувам така. И да големо дете, да. Ние ви доживуваме и токму затоа го кажуваме тоа, да. Ви благодарам многу, Суза, исто и на тебе, па да ја поканиме гостинката вечер на Кино Љубов. Секако. Тоа ќе биде и наследен разговор. Секако, да искористиме можноста. Пренесам. Ви благодарам. Ви благодарам.